Време и за последниот разговор утрово, а имаме полно студио со одлични гости и секогаш некако е многу поубаво кога имаме млада енергија во студиото. Во наредните минути ќе промовираме нов музички македонски бенд, се разбира, станува збор за Радио Девојки, кои и такако веќе го привлекуваат вниманието на јавноста. Ја промовираме и нивната најнова песна Сакам да е лето, меѓутоа разговараме и за настапот кој што им следува на Музичка фабрика, сето тоа во наредните минути. Само да ги представам и да не сгрешиме со имињата. Прва ни е Сиена Лешков, потоа Јоана Стојчевска и Лаура Стојановска. Добре ни дојдовте прво вие, млади дами, а секако од мојата десна страна е и Горан Стојановски, па ќе почнеме некако по ред за се она што имате да најавите во следните минути. Добре ни дојдовте. Добре најдовме. Горан, како дојде до идеја да се формира еден вака убав бенд од три талентирани млади девојки и кои се активностите кои што во последно време се случуваат? Ние сме музичка фамилија, како што знаеш добро. Више трета генерација јас. Јас сум цел живот во бенд. Татко ми беше во Октетот Македонија. Значи, некако ни е природно да работиме во ансамбли, пошто имам осетено дека е многу побава енергија кога групно се дели и среќа, и радост, и трема, и убавини во вакви моменти. Така да природно нашата керка си посака музика, влезе во музички свет, родена е во музички свет. Лаура е мојата керка, значи од трите. И многу добри другарки се они ке си кажат сега заедно учат. Природно дојде некако да ги насочиме дека е убава не солистичка кариера на почеток барем. Страшни знаат да бидат овие наши води естрадни кога ќе завлезеш од млади години. Така да идејата да биде група е наша, со тоа што е поубаво и во круговите кои ќе се движат, да бидат групно, да бидат заедно. Девојки, како е да се биде најдобра другарка, а и колешка, и соодветно тоа дека сте во бендот сите заедно? Тоа е многу супер, добро искуство, баш многу сме опуштени дека сме најдобри другарки, не криеме тајни, така најдобро ни работи бендот. Како се договарате за песните, кога ќе ви се понуди песна, кога ќе ја преслушате, дали сите заедно, како му доаѓа тоа, се договарате, односно кажувате што ви се допаѓа, што не ви се допаѓа? Па да, како едната ќе рече ми се допаѓа, другата не, па според тоа се прилагодуваме. Значи се договараме, си кажувате што не ви се допаѓа и се менува тоа, така? Да. Значи да биде производот совршен, добар. Ајде малку околу новата песна, Сакам да е лето, ќе имаме можност да погледнеме и инсерти од видеозаписот кој што и како интересен и одговара на вашиот младалашки дух. Како сте вие трите прво задоволни од производот кој што го имате? Ние сме, јас мислам дека сите три сме многу задоволни. Ова песна е многу ново, нешто ова не беше прв спот. И ни беше многу интересно на снимање и имавме многу интересни моменти. Сакам да е лето е насловот на песната. Сега се што ви останува е да ги собирате позитивните коментари од јавноста и да чекате лето. Да станете популарни и уште повеќе. Колку години имате? Јас имам 11. Јас имам 11. Јас имам 10. Значи ти си малку помал. Да. Тоа ваѓа не е некоја... За не пол месец. Значи, пак сте тука. Да. Кои ви се омилени пејачки? Што најмногу сакате да слушате од музика? Искрено, јас немам, но се ми е окей. Као секој стил си има свој стил, така да. Убаво кажа. Вие? И јас исто како не можам да одберам различно. Која е омилена пејачка? Не се добро. Женска група омилена? Група женска? Немам. На светско ниво? Тоа е добар одговор. Значи, не планирате да останете тука. Очигледно дека овде ќе имаме и светска кариера.
еве се случува и Евровизија, можеби треба да почнете веќе од тука, односно прво од детска, веројатно тука детска да ја освоите, па потоа и за возрастни, потоа зашто да не и светска кариера. Ентузијазам кој што го покажуваате И девојките. самодоверба, еве тоа ми се допаѓа кај новите генерации дека Светско знаат ниво што гледа. сакаат. Апсолутно. Па добро, отворени се сега. У наше време немавме толку Нема. можности да гледаме како светот иде напред, каскавме, ама сега е друго Ние време. праќавме на пулсирања тие долги писма, не знам дали се сеќавате. Тоа ни беше една од оние интеракции со телевизија, сега веќе сменето е точно. Сменето е друго. Сега можеш да видиш у реал тайм што викаат што се случува во светот. Апсолутно. Горан, кој се работеше на дивната најнова песна? Сакам да е лето е дело на моја и на жена ми. Значи јас и Ина Виолина така ја знаат на социјални мрежи. Некако спонтано ни дое песна, треба да е весела, треба да е детска, малце да е некој тинејдж да оди, пошто не сакаат превише детска, они веќе има еден настап на како ви се викаше? Првиот Распено настап? детство. Така е. А песната? А друга Това стvar е најважно. Ето така, нека си кажат, не сам. Како се подготвувате и за вашето премиерно изведување на третата песна, нова, на Музичка фабрика и кога ќе се случи тоа? Па, сега почнавме да се спремиме за нова кореографија, за да блескаме на сцена. Настапот ќе се случи на 26, 27, 28 март од 8 Мај. часот. Мај. Тука гледаме дека нема ништо случајно. Значи тука се свирува и сценски настап, кореографија, со оглед на тоа дека кој од вас танцува? Ние две. А вие двете сте значи дел од ваква, а и некој свири и саксофон, мислам дека. Јас. Значи вие сте практично константно со музиката, цело време сте Да. со музика. И свирите, и пеете, и играте. Сакав да ги прашам девојките за името Radio Girls. Како дојде до името? Може би Spice Girls или не се они од ваше време, па толку да ги знаете. Меѓутоа, зошто Radio Girls? Па бидејќи радио е на сите јазици исто и сакаме сите да не разбират. Значи И се Лаура, стремат кон светската кариера, Значи, ова е уште Да. толку уште од името стратешки на- се Лаура прва рече, пошто сме три, нели, да бидеме радио трио, ама на мене и на Јоана нешто не ни се допаѓаше, баш не беше баш тоа и дека сменили девојчиња, решивме да бидеме радио Girls. И се бара константно компромис, значи нема тука, мора сите страни да бидат задоволни и договор куќа гради, што би се рекло. Иде малку повеќе да ве запознаеме, ќе ни откриете која од вас што прави во слободно време, кога немате активности и обврски со училиштето, меѓутоа и со Radio Girls и дали некоја од вас прави нешто друго свој на музички план. Како влеговте во светот на музиката? Па, заради Лаура, дека Лаура живее во светот на музиката, она е најмногу во тоа, најмногу се разбира, најмногу како се она ни кажува. Значи тоа е тука другарството, значи практично другарството е причината за вашата соработка. Кажете ми, дали би сакале некој да биде гости на некој од вашите следни песни? Дали сакате со некој да настапите, да снимите можеби па, ова не е дует веќе, меѓутоа пак да имате гости некој постар еве од вашите повозрастни колеги. Сакате некој да пее со вас? Па не знам, за постар од нас, тату исто така ни даде опција Young Daddy, ама кога ќе порасне повеќе, но за како во спот сакаме да земеме други деца од оддалени од школа, другари, други. Имате ли поддршка од соучениците и оние кои што учат исто така во Песталоци заедно со вас? Па да, ама нормално има и малку хейтери, ама најмногу се позитивни. Кои се тие хейт коментари Ајде да кои што видиме сте ги што- добили? Тие што не се разбираат во музика. Очигледно е така и да знаете дека е така. Тие Како што се не справувате разбираат, со тие на тие им коментари? смет. Апсолутно. Па не допираат баш. Се разбира. Јас мислам дека нивни за светска слава вас ни тим нема да ви треба, бидејќи се ви е обмислено и се ви е стратешки и се ви е на место и така се справува. Значи никој да не практично да, ја хейтери што оваа генерација ги има, не смеат да бидат ваш проблем во никој случај. И браво за Мотивација, ставот и напротив. за мотивацијата која имате. Искрено ги припремам и за тоа, пошто, нели, како што спомнав, убаво е во тим да работат, да се група, за да можат заедно... Го делат товарот. Да, да го делат товарот, ама ги спремам и на тие работи, пошто во оваа
возраст посебно е Кревка. кревка, да, љубомора се јавува ке децата се и ке возрастни, исто. Може да кажеме, ама ке децава е неконтролирано, така да добро си се справуваат, ама дечињата имаат поддршка пошто од претходно си се дружат барем од оделение, а искрено сега не се ни познати, кој знае колку сега да кажеме, реално. Меѓу со учениците, да. Лека по лека, да. Пеете на приредби во школа? Или уште не сте пеели? Да, оваа година ќе настапуваме со Сакам да е летна предба и колку беше пред Во трето оделение настапив исто нашата прва песна Бугарство најмножко. Значи сепак и тука сте веќе познати. Локално слава. Така. Горан, сакам да те прашам малку околу музичката сцена кај нас, меѓутоа и за вакви нови имиња кои што се во дел од детскиот свет, колку е раздвижена периодов, а и трите девојки го фаќаат и периодот на тинејдж музика, како што истакна и ти. Како се движат тука работите? Затоа што гледаме дека новите генерации, како што го спомена Young Daddy, Лара Иванова и многу други сега да не ги издвојуваме, имаат навистина големи успеси периодов, меѓутоа како е за помалите? Од прилика од ке 16 години почнуваат да настапуваат најпрво на Макфест, нам дека ги контактираат, пошто тука е Макфест е да кажеме еден од главните што ги имаме, порано беше и на целиот Балкан. Сега да кажеме на македонска сцена, главен промотер на македонска музика и на млади имиња. Да кажам, мал процент од нив продолжуваат со кариера, пошто не е лесно и спонзорирање на оваа наша работа, дали е како беше има 3F, Fools, Friends and Family. Само тие се оние што инвестираат во тебе на почетокот и мал дел остануваат, како што ги спомнавме. Young Daddy го спомнавме неколку пати, меѓутоа е стварно успешен пајак, успешен Лара, значи таа генерација што направи веќе 20 и нешто години, а што се однесуваат помали од 16, нема. Нема ни групи, нема, а убаво е да има, убаво од наше време, ако памтиш и Магија и Симона малце помала. Симона е помала, она е уште дада, ние сме веќе чичковци и тетки тук. Да, Магија, групи имаше, XXL беа девојчиња, 4 или 5 колку беа они, нели настапија, значи 4, да. Да, значи сега нема и убаво е да имаме. Ова е прва група што се појави на Музичка фабрика кога настапува како група. Таму имаше комисија, беше Димитар Андоновски, Пере и Ана Костовска. Им беше интересно, одма влегоа како, бидејќи со нивна песна настапија како бенд, има кореографија, беа атрактивни и сега самата продукција виде дека е во ред вака направија уште неколку групи за самиот настап за фестивалот. Девојки, многу успех ви посакуваме. Еве следно ваше гостување да не биде некој ваш голем успех прво тука, па ве чекаме, рековме, еве сигурно ќе ве препознаат дека сте зрели, дека сте супер да не представувате и надвор од границите. Нека биде тоа и детска Евровизија, па со среќа понатаму успесите ќе се редат сами.